se čudam, prečudam, čije to devojče. Samo se čudam, prečudam, čije to devojče. Čije to devojče, što stoji samo nakon te. Čije to devojče, što stoji samo nakon te. Samo na porteći čitam da fil da vaše. Što stoji samo na porteći čitam da fil da vaše. Na se koje te pojedna, na mene date večiće. Na se koje te pojedna, na mene date večiće. Dade večići, od ja imam sino sam. Na mene dade večići, od ja imam sino sam. Ja znam je zvezda na čelo, tenka mi puška na ramo. Tenka mi puška na ramo, ostav mi sablja na boje. Добар ден на сите наши слушатели и гледачи на програмата Во Фокус, со мене Силвана Павловска. Тоа беше песната Само се чудам, која што потекнува од Пиринскиот крај на Македонија. Продолжуваме денес со четвртиот дел од програмата посветена на македонската книжевност и историја. Делото на Димитар Митрев, чиј наслов е Пиринска Македонија. Бидејќи овој четвртиот дел е прилично долг, предлагам да го поделиме на два дела, така да се надевам дека ќе го задржам вашето внимание и продолжуваме сега со тој четврт дел, насловен Пиринска Македонија во борбата против врховизмот. Излегувајќи од принципното начело за запазување со сите сили самостојноста и независноста на национално-ослободителното движење на македонскиот народ, раководителите на ВМРО во Пиринска Македонија уште во почетокот на својата револуционерна организаторска дејност разгрнаа целосна, упорита и до крај доследна борба против врховизмот, против овој систем од вооружени интервенции, провокации и напади врз целоста и самостојноста на македонското ослободително движење, систем што се инспирираше и организираше од управувачките кругови и монархистичката клика на Кобушка Бугарија за остварување на нејзина завојувачка политика во однос на Македонија. Врховизмот, кој го доби своето име од основаниот во Софија во 1895 година, Врховен македонски комитет, има своја предисторија. Таа започнува уште пред ослободувањето во Бугарија, или на Бугарија, со првите обиди на бугарската буржоазија и на нејзините представници и идеолози во Цариград, околу весникот Македонија, кои уште тогаш и со секакви средства работеа за ликвидирањето на нашето самостојно
македонистичко движење. Подоцна, завојувачките и асимилаторски намери на бугарската буржоазија се спроведуваа преку екзархијата, која ги подчини под своја власт училиштата и црквите во Македонија, објавувајќи се против секоја пројава на будна македонска национална свест. Со формирањето на бугарската држава, против македонските настојувања на бугарската буржоазија и дворот се изразија, како што утврдивме, во провоцирање на нашите револуционерни пројави, во санијата во Кресна и Разлог. Формираниот подоцна Врховен комитет во Софија представуваше една нова организациона форма за перфидно спроведување пројавените многу порано завојувачки тенденции на бугарската буржоазија и дворот. Бидејќи врховизмот представува таква нова форма во спроведувањето на великобугарската шовинистичка и анексионистичка политика спрема Македонија, и тоа во време кога таа политика добива изразито империалистички карактер, на него никако не може да се гледа како на струја во нашето револуционерно движење, како што го прават тоа и некои напредни историчари во Бугарија, а токму како на најчист вид великобугаризам. Врховизмот и врховистите не можат да бидат струја на нашето движење, зашто никогаш не представувале народен интерес, не само на македонскиот, туку и на бугарскиот народ, а само директен интерес на великобугарската буржоазија и дворот. Врховизмот представува низа од злочини на таа буржоазија и тој двор, низа од предавства и атентати против интересите на Македонија и македонскиот народ. Врховизмот токму како врховизам, тоест како едно од средствата на великобугарскиот империализам, никогаш не водел револуционерна, а водел контрареволуционерна борба против ослободителното движење на македонскиот народ. Користејќи го перфидно и демагошки ослободителниот карактер на тоа движење, врховизмот вршел само политички и дипломатски интриги и шантажи против самостојноста на македонската борба. Толку поопасен бил врховизмот, што како средство на великобугарскиот шовинизам, подпирајќи се само врз империалистичкото начело, разделувај и владеј, никогаш не се представувал во својот вистински лик и само тие што го познавале во неговата непроменлива сушност, можеле да ја распознаат и неговата единствена боја на великобугарска завојувачка политика по однос на Македонија. Никогаш врховизмот и врховистите пред македонскиот народ не се покажувале во еден и ист облик и доколку се стремеле да имаат некаков константен вид, тогаш ја земале позата на благодетели на Македонија, на нејзини ослободители. Но и покрај тоа што од основањето на Врховниот комитет до поново време, вели писателот, врховизмот и врховистите си остануваат неизменети и доследни по однос на својата сушност како политика и политиканство за присоединување на Македонија и во наше време јасно видлива една не помалку перфидна неоврховистичка метаморфоза во името на иста неизменетост и на иста доследност. Наоѓајќи се во непосредно соседство со Бугарија и тоа на патот по кој што преминуваа во земјата врховистичките офицерски чети, Пиринска Македонија беше терен на остри судирања од страна на заштитниците на македонската револуционерна внатрешност против надворешниот контрареволуционерен поход.
Таа цврста база на организацијата, врховистите сака да ја претворат во своја одскокна штица за префрлање на своите действија во другите револуционерни окрузи. За таа цел, тие уште во почетокот успеа да привлечат на своја страна некои бивши разбойнички величија, кои од некогашни ајдути се беа преобразиле во обични разбойници. Такви беа познатите покрвавите зулуми над пиринското население, разбойници Дончо Златков, Васил Пеливанот, Алексо Поројски и други. Првиот врховистички оружен напад беше извршен во 1895 година со навлегувањето на четата на Борис Сарафов, офицер од бугарската армија и еден од главаторите на Врховниот комитет. Целта на тој прв врховистички оружен напад, кој е представен во пишувањата на великобугарските историчари како востание, беше да се создадат немирници, а преку нив да се создаде аларм во дипломатскиот свет. Тоа беше потребно за да се зацврсти положбата на кнез Фердинанд и да биде официјално признаен од великите сили. Во врска со тие немирници, Султан Абдул Хамид и неговата влада направија енергични протести пред великите сили. Се појави познатиот дипломатски конфликт меѓу Турција и Бугарија, кој што заврши со признавањето на султанот на бугарскиот кнез. Така, со првата врховистичка оружена провокација, нејзиниот иницијатор Фердинанд спечели еден дипломатски успех за сметка на попалените села од Мелничкиот крај и на емигрирањето на неколку илјади македонци од местата каде што се изврши оружената провокација. Мелничката врховистичка акција беше само една увертира на она низа провокации, само почеток на она крвава пресметка што почна меѓу врховистите и револуционерните дејци од внатрешноста. Фердинанд и управувачките кругови во Бугарија гледаа во лицето на внатрешната револуционерна организација основна пречка за остварувањето на нивната завојувачка политика по однос на Македонија. Нивна најглавна задача беше со сите средства да ја деморализираат и разбијат револуционерната цврстина на организацијата и преку своите продадени македонски орудија, првенствено офицерите, врховисти, да станат господари во неа и да ја превртат во свој послужен инструмент. Поради тоа, беше сосем јасно дека на внатрешната организација и предстои тешка борба на два фронта. Првин, султанската тиранија, која стануваше уште побезогледна, и против врховизмот, кој се поубрзано се подготвуваше за своите напади над незината целост и самостојност. Откако идеолозите на организацијата и незините задгранични представници Гоце Делчев и Ѓорче Петров, кои беа полномоќени од Централниот комитет да водат преговори од името на организацијата со Врховниот комитет, се уверија дека никакви убедувања не можат да ги спречат врховистите во исполнувањето на нивниот план за разбивање револуционерното единство на македонскиот народ. Не остануваше ништо друго наред со разјаснувачката работа сред населението за сушноста на врховизмот, да се започнат и системни акции за обезоружувањето на врховистичките чети. Во акциите за разоружување на врховистичките чети предно место му паѓаше на Серскиот и Струмичкиот револуционерен круг, чии што територии беа гранични со Бугарија. Четите на организацијата од тие
два округа ги пречекува и открива врховистичките чети, што ја минуваа границата и откако им го зема оружјето, предупредувајќи ги дека за ослободувањето на Македонија се бори самиот македонски народ под водство на внатрешната организација и дека не им се потребни ослободители од надвор, ги враќаа назад од каде што беа тргнале. На таков начин беа разоружени четите на Александар Протогеров и на полковникот Атанас Јанков во Струмичко, на капетан Софрони Стојанов во Петричко и други врховистички чети. Така, двата револуционерни округа, Серскиот и Струмичкиот, под раководството на Сандански и Чернопеев, подпомогнати од самиот народ во разоружувањето на врховистичките ослободители, стана вистинска револуционерна бариера во која се развиваа врховистичките вооружени напади. Но врховизмот не само што беше разоружуван од самиот народ, туку беше и разобличуван пред него од неговите револуционерни раководители. За да го покажат вистинскиот лик на врховистите како агенти на бугарскиот двор и како такви лажни ослободители на македонскиот народ, револуционерните организатори ги повикуваа на отворен диспут пред селаните разоружените врховистички чети. Иван Харизанов во својата необјавена книга Серчани пишува дека Сандански ја повикал четата на бугарскиот поручник Љубомир Стојанчев и на неговиот помошник подпоручникот Настев да се објаснат лично пред народот од село Лопово Мелничко. Двете чети биле построени една спротив друга, на среде застанале војводите, а наоколу бил нареден народот. Прв зазборел Јане, кој што рекол: ние водиме борба против вас, врховистите, затоа што сакате да ја почините организацијата и да ја направите оружје на бугарскиот двор. Вие го направивте џумајлиското востание и со вашите действија и придадовте на организацијата карактер на едно искуствено движење кое се инспирира од вас, од официјална Бугарија, а не од внатрешноста, од самиот народ. Со тоа вие го дискредитирате независниот карактер на организацијата, го уништувате незиниот престиж и оставате печатоци дека сме оружје на бугарската официјална држава и со сето тоа му пречите на ослободителното дело. Ете зошто ние се бориме против вас, рекол тој, Јане Сандански. Продолжувајќи ги своите разобличувачки напади, Сандански го задржал својот поглед врз офицерските униформи на Стојанчев и Настев и гневно одсечува: зошто се тие офицерски униформи што ги носите со Настева? Зошто се овие сиви солдатски шинели на четниците, како и тие лавчиња на нивните калпаци, а не носите како нас качкети и најпосле, зошто е тоа знаме со лаво дозгора, кое што е символ на Бугарија? Не гледате ли дека со сето тоа им придавате на вашите чети карактер на надворешни чети испратени од официјална Бугарија? Овие зборови беа речени, заклучува Харизанов, на таков начин што немаше веќе никакво сомневање за тврдата решеност на Јане да оди до крај. Тие разгорени дискусии од кои заштитниците на македонската револуционерна внатрешност излегуваа секогаш победници, зашто отворено и недвосмислено го бранеа нејзиниот карактер на народно, самостојно и независно револуционерно дело, има огромно воздейство врз народот, кој што гледајќи ги врховистите такви какви што се агенти на официјална Бугарија,
и спроводници на незината завојувачка политика, се сплотуваа уште подсврсто во редовите на организацијата и безрезервно ја помагаа незината борба за одбивање на врховистичките провокации. Но токму поради тоа што врховистите не можеа да најдат потпора сред народот и бидејќи народот сам ги гонеше и ги разоружуваше, тие не се сопираа и пред најдолни провокации, прибегнувајќи до отворени предавства и убиства на револуционерни дејци. Во 1901 година, по трагите на Делчев, кој се наоѓаше во тоа време во Малешевско, беше испратена четата на познатите врховистички разбойници Хаљо и Иванчо Карасулски да го открие и убие Делчев. Бидејќи беше откриена од организационите чети во Струмичко, врховистичката чета не можеше да го исполни својот пеколен план. Но врховистите успеа со подлост да го убијат петричкиот војвода Кецкаров и други револуционерни дејци и се обидуваа да го отрујат Сандански. Најодвратните врховистички чинови беа нивните отворени предавства пред турската власт. Врховистичкиот војвода капетан Софрони Стојанов ги тера селаните од Мелничко да ја предадат четата на Сандански на Аскерот. Тој самиот му дава на еден влав од Лопово, застрашувајќи го дека ќе биде убиен ако не го изврши тоа што му наредува, да однесе писмо до Мелничкиот кајмакам во кое му соопштува каде се наоѓа четата на Сандански. Но писмото попаѓа во рацете на организацијата и предавството е спречено. Подоцна четата на Чернопеев била предадена во село Железна од врховистичкиот терорист Пашалијата, но се спасува после херојска борба со Аскерот. Предаден бил и организациониот раководител во Горно Џумајско Сава Михајлов, кој поради тоа бил присилен да го напушти учителството и да мине во нелегалство. Врховистичкиот војвода Алексо Поројски со едно писмо до кајмакот го предава организациониот раководител од село Горно Порој. И се така можат да се изредат низа случаи на отворени врховистички предавства. Султанската власт со големо задоволство се користеше од врховистичките предавства и следејќи ја својата политика за разбивање на организацијата, самата им беше во директни услуги на врховистите. Познатиот турски потераджија во Серско Ахмед Ефенди подготвувал терен за навлегувањето на врховистичките чети, агитирајќи меѓу населението да ги пречекува и прима царските чети на Бугарија, кои што не се гонат од власта, бидејќи царевите меѓу себе лесно се спогодуваат. Па се најде на страната на врховизмот не само монархизмот, ами и турскиот абсолютизам. Со таква подршка, врховизмот ја играше улогата на двојно орудие, на двоен наемник против борбата на македонскиот народ. При таква атмосфера на полна деморализација и на низа од предавства, врховистите преминаа кон покрупни провокации со инсценирањето на уште едно вештачко востание во есента во 1902 година во Горно Џумајско. Кратката предисторија на таа нова и покрупна врховистичка провокација, која целеше, меѓу другото, нови дипломатски успеси за бугарскиот двор, е следната. Во мај 1902 година бугарската влада ги повтори своите барања за отстапки од високата порта. Од друга страна, бугарскиот дипломатски агент во Петроград, Паприков, побара руска подкрепа за едно бугарско движење во Македонија.
Тој изјави пред руските официјални кругови дека ќе и уредат на Русија јаглена станица во Варна и Бургас, но во случај на нивна подкрепа на бугарските интервенции во Македонија. Руските официјални кругови ветуваат таква подкрепа и бугарските представници се враќаат окуражени за своите нови провокации во Македонија. Во целата 1901 година Софиската влада прави постапки една по друга за да истргне од Турција некоја дипломатска остапка. И бидејќи турската влада откажува, во пролета 1902 година во Македонија се засилува дејноста на врховистичките чети. Во јули истата година станува посетата на Фердинанд во Петровград, а веднаш потоа бугарската влада упатува писмо до великите сили во кое бара приложување на член 23 од Берлинскиот договор. И современо во Бугарија се организираат протестни митинзи за да се врши уште посилен натиск врз Турција. Во септември истата година беше прогласено горноџумајското востание. Уште пред навлегувањето на врховистичките чети под водство на генерал Иван Цончев, председател на Врховниот комитет, врховистите започна една перфидна агитација сред населението од Пиринска Македонија. Тие му говореа дека ако тоа се дигне на востание, Бугарија во најкратко време ќе се вмеша во негова корист, а исто и Русија. Уште во 1901 година во село Лешко, Горноџумајско, капетан Стојанов со една чета од 20 бугарски војници ги убедувал селаните дека нивната слобода нема да дојде од организацијата, а само од бугарските полкови, зад кои што стои дедо Иван во заграда Русија. Со таква агитација тие ги обиколиле и другите села, но насекаде без успех, без одзив од страна на населението, кое што ги знаеше тие ветувања уште од време на Кресненското востание. Селаните низ чии што села поминуваат врховистичките агитатори праќаа курири и писма до Сандански, Чернопеев, Крсто Асенов и други организациони раководители да ги ослободат од паниката што ја шират врховистичките банди или бандити. Организацијата зема мерки за спречување на демагошката и злосторничка врховистичка агитација. Врховистите видоа дека за нивната агитација нема почва сред народот. Нивните чети беа решени да го напуштат теренот, но напуштајќи го тие не сакаат да капитулираат со празни раце. Мораше да се исполни директивата од Софија и тие требаше да направат нешто. И тоа нешто не беше ништо друго осем неколку напади на турските гарнизони во некои села со цел да предизвикаат нов бран на терор против населението. Од врховистичките чети под водството на генерал Цончев беа попалени селата во Горноџумајско, Железница, Падеж, Тросково, Габрово и други села. И само поради брзото и енергично замешување на организацијата, врховистичките провокации беа локализирани само во Горноџумајско и со тоа беа спасени од терор и пожаришта другите села. Но иако локализирани, врховистичките провокации успеа да го постигнат своето. Нивните софиски наредбодавци и официјалниот бугарски печат создадоа легенда за така нареченото Горноџумајско востание. Тие го представуваа како борба на братот Роб, отаде Рила, за присоединување кон Бугарија. И врховистите излегоа од тоа востание со еден биланс од неколку запалени села и неколку илјадна емиграција, која што беше принудена да пребегне во Бугарија. Тој биланс се представуваше од бугарскиот официјален печат како нечуено азијатско зверство на македонски бугари. И слично, на 1895 година, но во пошироки размери,
Врховизмот му донесе уште една лесна победа на дворот во Софија. Бугарската влада стана уште поенергична во своите барања пред високата порта и великите сили. На 16 април 1903 година таа испрати писмо до Петроград, Виена и Париз, во кој изјавува дека ако не бидат земени во предвид нејзините претензии во однос на Македонија, таа ќе отфрли од себе секоја одговорност за идните настани. Јасно беше дека за тие предупредувања се криеа нови и уште пообемни врховистички планови. Споредете го сето ова што ви го читам, што го напишал Димитар Митрев за Пиринска Македонија со она што моментално се случува со она што доаѓа од Бугарија. И нивните барања да бидат внесени во македонскиот устав. Ајде сега да повториме. Со провокациите во Горно Џумајско беше постигнат од страна на врховистите уште еден удар во грбот на внатрешната организација и тоа во еден момент кога таа го спроведуваше својот курс за масовно вооружување, кога беше заангажирана во трескава револуционерна работа, кога требаше да се лечат штетите нанесени од провалите и аферите што станаа на многу места во Македонија. Со тоа му беше нанесен силен удар на престижот на самостојното македонско движење, кое беше представено пред надворешниот свет како движење што се раководи и што зависи од бугарскиот двор и влада. Какви манипулации. Уште еднаш ќе ви го прочитам тој дел. Со тоа му беше нанесен силен удар на престижот на самостојното македонско движење, значи се зборува за ВМРО, кое беше представено пред надворешниот свет како движење што се раководи и што зависи од бугарскиот двор и влада. Тоа им ги подсили завојувачките апетити и на династиите и управувачките буржоаски кругови во соседните балкански земји. Владите на Грција и Србија, кои не помалку од Бугарија беа заангажирани околу грабежот на Македонија, видоа дека времето на мирните пропаганди за денационализација на македонскиот народ е веќе застарено. Па најдоа дека треба да ја коригираат својата политика за присвојувањето на Македонија по образецот што им го нудеше Бугарија. И Атина и Белград започна од своја страна се позасилена подготовка кон вооружен курс во своите шовинистички пропаганди. Така се создадоа уште два врховизма, големо српскиот и големо грчкиот. Но и покрај тоа, што врховистите со двете оружени интервенции, Мелничката и Горноџумајската, придонесоа за некои дипломатски успеси на бугарскиот двор и што успеа да му нанесат тешки штети на народот од Пиринска Македонија и да ги заангажираат силите на организацијата во локализирањето на нивните терористички провокации, нивниот основен успех да ја разбијат организацијата и да ја земат во своите раце, командата над неа остануваше се уште задача на иднината. За да се постигне тоа, беше потребно влијание сред народот и завојување извесен терен за слободно дејство. Но врховистите не можеа да го постигнат ни едното, ни другото. Народот на својот собствен грб ја испита нивната ослободителна мисија, која се изразуваше во терористички подскрекнувања, што го предизвикуваа се позасилениот терор на султанската власт. И штом не можеше да се постигне нешто покрупно преку такви ограничени чисто локални востанија, требаше да се замисли нешто поново, да се изработи план за востанички операции од поголем размер. Паролата за таква операција беше фрлена уште во времето на агитацијата за востание во 1902 година, а имено дека на пролет ќе се дигне цела Македонија.
Револуционерната организација презеде брзи мерки за разобличувањето на врховистичките агитации како кај народот во Македонија, така и кај општествените кругови во Бугарија. Разобличен и дескредитиран морално-политички, врховизмот прибегна до системот на тројанскиот коњ за да го завземе калето на револуционерната организација одвнатре преку своји отворени и прикриени агенти. Такви можеа да се најдат во лицето на врховистичките прикриеници што работеа по линијата на екзархијата, како Иван Гарванов и на некои малодушни и колебливи дејци во организацијата. Тоа беа луѓе од средината на одродената буржоазија или луѓе што по својата еснавска или средноселска психологија, по силата на нивното типично колебење, тешко можеа да се определат за позицијата на безкомпромисно пазење самостојните револуционерни принципи на организацијата. Бидејќи беа такви, отворени или прикриени агенти или неспособници да разбера што се крие за агитацијата однадвор, тие лесно станаа врховистички директни или индиректни спроводници. И предавството дојде од нив, од тие што се прикриваа, но што всушност лесно можеа да станат отворени, не помалку опасни спроводници на врховизмот. Преку нив, Иван Хаджи Николов, Анастас Лозанчев, Христо Матов, Димитар Мирчев, Велко Думев и уште неколкумина што завземаа раководни места во организацијата, врховистите успеа да го наложат Солунското решение за објавување на Илинденското востание, создавајќи погодна психоза сред населението од Битолско за помош однадвор и користејќи ја неговата специфично тешка социјално-економска положба. Вистинските и најистакнати заштитници на револуционерната внатрешност, како Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, подпомогнати од дејците на Серскиот револуционерен округ начело со Сандански и тие од Струмичкиот револуционерен округ и од другите револуционерни окрузи, како Чернопеев, Никола Пушкаров, Пандо Кљашев, Никола Русински, Узунов, Сугарев и други, категорично се објавија против Солунското решение и се зафатија да го спречат како пребрзано и штеточинско. Познато е гледиштето на Гоце Делчев и Ѓорче Петров, кои беа принципијални приврзаници за едно масовно сенародно востание на кое треба да стане при потребната подготовка на народот и при погодни внатрешни и надворешни политички услови. Нивното становиште за спроведување само на некои покрупни четнички акции, кои што да ја држат земјата во положба на перманентно востание, без да се ангажира масовно народот, а само селската револуционерна милиција најдоследно беше спроведено во Серскиот револуционерен круг, чии што раководители безрезервно беа против султанското решение. Ете што говори во врското тоа Сандански. Цитирам. Уште кога бев во Ловча, добив писмо од Серес, во кое ме прашуваа да дадам свое мислење, дали треба да има востание, бидејќи од Солун се барало мислење дали да се превземат само терористички акции или да се направи востание. Одговорив дека не разбирам по кои мотиви Централниот комитет дошол до тоа да праша за востание. Побарав мотиви. Ми рекоа дека моментот бил згоден. Дипломацијата била предрасположена. Пак, најпосле и врховистите повторно ќе предизвикувале главоболства. Тогаш, по тој повод, ги собрав раководителите на Мелничкиот реон, со нив го обсудивме прашањето за востание и сите се искажавме против. Тоа го рекол Јане Сандански. Врховистичката агитација дека дипломатијата била предрасположена позитивно кон едно востание во Македонија е обичен гаф, коим
подействува на некои наивници и колебливци во организацијата. Всушност, дипломатијата на великите сили со оглед на нивните империалистички сметки немаше интерес за размирици во Турција. Сите тие се стремеа да ја запазат постоеќата положба во Европска Турција, а причините за тоа се криеа во околноста што секоја тие сили спрема Балканот и специјално спрема Турција имаше своји интереси и секоја една се сметаше неподготвена во тој момент за едно конечно разрешување на прашањето со болниот на Босфор. А тоа прашање беше многу важно, зашто судбината на болниот беше сврзана и со судбината на Дарданелите и Блискиот Исток, а оттаму и со судбината на Средна и Јужна Азија. Најзаинтересирани во работите на Европската Турција беа Русија и Австро-Унгарија и нивното гледиште по однос на едно востание во Македонија се изразуваше во следното. Цитирам. Царска Русија, по посетата на Фердинанд во Петроград, во 1901 година беше во најдобри односи со Бугарија, но се стремеше во исто време да ја спечели на своја страна и Србија, бидејќи се плашеше Белград да не тргне по водите на Австро-Унгарија. А познато е дека последната беше најопасниот ривал на Русија во балканските работи. Од друга страна, бидејќи Русија се готвеше за војна со Јапонија, сакаше по секоја цена да има мир и на Балканот и беше против секакво востание во Македонија. Австро-Унгарија, која имаше во тоа време договор со Русија, исто беше против секакво востание во Македонија. Причината за тоа се крие во незините анексионистички стремежи спрема Македонија. Виенските империалисти имаа скроен план преку Босна, Херцеговина, Санџак и Вардарска долина за Солун. Затоа тие го спречуваа аспираторскиот курс на бугарската влада во однос на Македонија. Во тоа се крие смислата на изјавата што беше изречена во 1902 година од австрискиот министер за надворешни работи гроф Калноки пред бугарскиот министер Иван Евгешев. Не мислете никогаш за Македонија, ако вие некогаш дојдете таму, Македонија ќе стане гробница на вашата независност. Сметајќи дека востаничкото движење ќе го следи планот на бугарската влада спрема Македонија, уште повеќе што тогаш во Бугарија беше на власт русофилската партија на Драган Цанков. Австро-Унгарија беше против секакво востание во Македонија. Во врска со предвременото решение за востание, подоцна Сандански разговара и со Делчев и се договараа за терористички акции во смисла да се предприемат акции само од четите и тоа по железници и мостови далеку од селата. Но кога беше објавено веќе востанието во Битолско, по иницијатива на Сандански се свика окружен конгрес на представниците од сите револуционерни реони на Серскиот округ. Конгресот изработува план за четнички действија за олеснување положбата на востаниците во Битолско. Во врска со тоа, во книгата на Иван Харизанов е забележано: Конгресот решително се објави против решението за масовно востание, недвосмислено објавувајќи се за борба на четнички начала и тоа далеку од населените пунктови. По четнички акции се подразбира напади на стратегиските пунктови во кои квартируираше турска војска, кинење на телефонски жици и столбови, атентати на железнички пруги и сето тоа им се оставаше исклучиво на илегалните четнички одреди без учество на населението кој имаше грижа да ги снабдува со храна. Сам Сандански зборува во своите спомени: ние им говориме на селаните да го даваат тоа нешто. Се мисли на жито, брашно, шеќер, сирење, восок и друго, и дека ништо повеќе не ќе се бара од нив. Им забрануваме да се дигаат, кажувајќи им дека само тие, четите, ќе действуваме колку што можеме.
Решенијата што беа земени на Конгресот на Серскиот окружен конгрес, наспроти тврдењата на великобугарски историчари, како Љубомир Милетич и Христо Силјанов, например, дека Серскиот округ стоел пасивен во време на востанието. Јасно покажува, независно од тоа што серските револуционери беа по принцип против прибрзано објавување на востанието, откако тоа започна, никако не остана со скрстени раце. Нивната помош на востанието во Битолскиот крај се изрази во низа диверзантски акции кои што ангажираа не помалку од 20.000 турска редовна војска. Тие акции продолжија во полн ек се до крајот на востанието и до голема степен ја олеснија положбата на востаниците во југозападна Македонија. Оставен сам на себе да ја води тешката борба против 300.000 редовна армија на Бахтијар Паша, востанатиот македонски народ покажа ретка издржливост и непоколеблива увереност во својата сопствена револуционерна сила. Независно од тоа што востанието беше објавено пред време и сфорсирано од внатрешната врховистичка агентура, тоа израсна како сопствено револуционерно дело на македонскиот народ и представува светол чин во неговата историја. Со привремените револуционерни придобивки и особено со делото на Крушевската република, востанатиот народ покажа за каков идеал ја пролева својата крв. Сосем природно е што таков еден крупен настан, како што беше Илинденското востание, влечеше по себе последици што беа судбоносни за понатамошниот развиток на македонско национално ослободително движење. Востанието го постави македонското прашање и прашањето на Турција во нова светлина и предизвика значајни промени во политиката на великите сили и на непосредно заинтересираните балкански земји. За македонското ослободително движење, востанието ја одигра улогата на излезен пункт кон една нова борбена епоха. Неговиот пораз не можеше да не побуди идејна криза и да не создаде предпоставки за диференцирање на движењето и за породување тенденции кон нови проценки. Сите позитивни и негативни страни на принципите, тактиката, методите и организационите форми во името на кои се објави востанието, блесна најјарко под осветлениот блесок на неговите племиња. Толку од овој дел, кој што е дел од четвртиот дел на ова програма посветена за Пиринска Македонија. Овој четврт дел го носи насловот Пиринска Македонија во борба против врховизмот. Следниот пат ќе го емитуваме и вториот дел од истово ова четиво, кој што ќе биде и последниот дел од тоа четиво. Јас ви благодарам за вашето внимание. Простете што ова зеде малку долго, меѓутоа мислам дека научивте доста нешто од ова кое што го споделуваме со вас. Ви благодарам за вашето внимание. Се гледаме следниот пат. Силвана Павловска. Се најдобро.